Почитувам председател на Собранието на Република Македонија, почитувани колеги пратеници, почитувам министр за финанси на владата на Република Македонија. Денеска е, ако не се лажам, 14-ти ден од расправата по однос за ребалансот на буџетот за Република Македонија за 2017 година. 5 дена расправавме општа расправа, 5 дена расправавме по однос на амандманите поднесени од опозицијата. Денеска е 4-ти ден како пленарна расправа и би сакал јас да дадам мал допринос во однос за ребалансот за буџетот за оваа година. Најпрво би истакнал дека ребалансот на буџетот е потребен само за да се скратат трошоците кои ги сметаме за непотребни, да коригираме одредени грешки во планирањето на преходниот буџет и за да имплементираме некои од мерките на програмата за новата реформска влада. Проекциите за растот за 2017 година ги ревидираа сите институции, почнувајќи од Народна банка на Република Македонија, Светска банка и другите. Главна причина е дека растот во првиот квартал е многу послаб од претходното проектирано, дел заради преимпозантниот буџет кој што е креиран, дел и заради политичката криза. Заради тоа, владата на Република Македонија го намали растот и таа проекција е пониска од она на другите институции, затоа што малку се оди дури по-конзервативно, бидејќи подобро остварувањата да бидат подобри од самата проекција. Иако се скратија расходите за 2,9 милиарди денари, за исто толку моравме да ги скратиме и приходите заради забавената економска активност, што е последица на кризата. Приходната страна на буџетот е намалена за 1,5%, односно 2,9 милиарди денари. Ова ревидирање е резултат на намалување на приходите на основниот буџет согласно реализацијата во изминатите 6 месеци. Едновремено е направено и ревидирање на приходите кон буџетските корисници, кои ги остваруваат на собствени сметки, а по основ на донаторските средства кои се однесуваат за реализација на ИПА проекти, е предвидено поголемо зголемување. Социјалните придонеси, согласно остварувањето, се очекуваат до крајот на оваа година да остварат благ пораст во однос на иницијалното буџетираните од околу 1,7%, односно истите се ревидирани на ниво од 52, односно 53 милиони денари. Почитувани колеги, оваа година имавме стеснет простор и владата на Република Македонија немаше голем маневрски простор во однос на фискалната консолидација, од причина што наследивме буџет кој што е креиран од претходна влада, а овој буџет го креира друга влада. Фискалната консолидација е процес кој бара големо кратење на непродуктивни трошоци, меѓутоа бара и зголемување на буџетските приходи, се разбира преку даночна реформа. Она што можевме оваа година е да го скратиме големиот дел од непродуктивни трошоци. Владата на Република Македонија, како што знаете, и тоа моите колеги и претходно многу го образлагаа, го направи и тоа во рамки на повеќе од своите можности. Меѓутоа, веќе од 2018 година, наша предпоставка и со сигурност тука го тврдиме, дека консолидацијата ќе биде на многу посериозно ниво. И сега ќе речете кои трошоци се скратени. Намалени се воглавно сите категории на трошоци, освен социјалните трансфери, преку кои се исплака законските права на граѓаните, односно пензии, социјални надоместици, паричен надомест во случај на невработеност и слично. При намалувањето почитувани се принципите за елиминирање на непродуктивни расходи на владата и институциите наменети за репрезентации, економски промоции, рекламирање и намалување на проектите кои што имаат забавена динамика. Од дел од непродуктивните трошоци би сакал да наведам неколку. Пример, вкупно тие изнесуваат околу 2 милиарди денари, од кои 122 милиони денари се намалени патни трошоци. 350 милиони денари се намалени трошоци за материјали и ситен инвентар.
околу 170 милиони денари се намалени трошоци за поправки и тековно одржување. Други тековни расходи се намалени за вкупно 258 милиони денари. Договорните услуги се намалени дури за 932 милиони денари и во билансите ребалансот за договорни услуги намалена само за 332 милиони денари, имајќи предвид дека истата содржи зголемување за 600 милиони денари кои што се наменети за здравствени услуги. Целта на овој ребаланс, сите овие непродуктивни трошоци да се процесуираат и да се иниентираат во човекот, во граѓанинот, во самите семејства. Би сакал да кажам неколку зборови и во однос на остварувањето на буџетот на Република Македонија, кој што се однесува во првата половина од 2017 година, односно за првите 6 месеци. Во периодот јануари-јуни 2017 година, вкупни приходи реализирани се во износ од 86,4 милиарди денари, што представува 46% во однос на планираните во 2017 година. Даночните приходи во првите 6 месеци се остварени на ниво од 51,3 милиарди денари, односно истите бележат реализација од 47% во однос на планот за целата година. Во структурата на наплатените даночни приходи доминираат приходите по однос на данок на додадена вредност, учество од 45,6% или вкупно 23,4 милиарди денари. Приходите од социјалните придонеси се остварија во износ од 25,5 милиарди денари, што представува 49% во однос на годишниот планиран износ. Вкупно, расходите на буџетот на Република Македонија во периодот јануари-јуни 2017 година се реализираа во износ од 94,6 милиарди денари, при што тековните расходи изнесуваа 86 милиарди денари. Капиталните расходи сериозно потфрлија во првата половина од годината. Тие се реализираа во износ од 8,7 милиарди денари или само 32% во однос на годишно планираниот буџет. Со ребалансот на буџетот, капиталните расходи се ревидираат на 23,4 милиарди денари, како што кажав и претходно, поради ниското ниво на реализација во првите 6 месеци од годината, тоа е 8,7 милиарди денари. Извршено е намалување на средствата кај капиталните објекти, односно проекти, кои имаат забавена динамика на самата реализација на активностите во првата половина од годината. Сепак, планираното ниво на капитални расходи со ребалансот е значајно, иако се спореди со реализацијата во последните 4 години наназад, или ќе ја земам во предвид последната година, таа никогаш не е надмината и не е повеќе инвестирано од 19 милиарди денари. Бидејќи наспроти редовните преоптимистички планови со иницијалните буџети, тоа е предвидено на многу повеќе, меѓутоа реализацијата е таа како што ви ја кажам. Со други зборови, капиталните расходи во ребалансот сега се проценети на многу реална основа, а предвидената сума ја одразува нашата опредба тие да бидат што е можно повисоки, отколку актуелните остварувања во однос на претходните години. Како што реков и претходно, основна цел на овој ребаланс е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за мерки кои ќе значат за јакнување на социјалната кохезија помеѓу граѓаните и поддршка на домашните предпријатија. Ребалансот не е нов буџет, туку истиот е прилагодување на тековниот буџет. Со оглед на природата на ребалансот, односно на тоа што се прави во текот на годината за реализација на неговата цел, постојат и неколку ограничувања. Прво ограничување се доспеаните и неплатени обврски од минатото, односно трошоци кои се направени од претходната влада. Сакам тука да наведам, и вие знаете сите, и јавноста, дека Министерството за финансии излезе во јавноста да ги соопшти колку се тие во самата своја висина, и тие изнесуваат 22,4 милиарди денари, односно 364,7 милиони евра. Тие обврски се најголеми во финансирањето на дејност од областа на културата. Пример, 2,4 милиарди денари се должат прецена на неплатени обврски за концертна сала на Филхармонија, драмски театар, објектот Мајка, театар Велес.
Сериозни високи се връзките на локалните образовни институции, Министерството за здравство, внатрешни работи и образованието. Во делот ново и дел во образованието, само сакам да ви информирам, иако сметам и дека знаете, меѓутоа, вистината секогаш треба да се кажува. Ќе земам еден пример во делот од образованието, односно студентскиот центар Скопје. Тој должи, заклучно со месец мај, вкупно над 300 милиони денари, односно, да бидам по-концизен, заклучно со 31. мај, има долг од 280 754 637 денари или 4,6 милиони евра, а само за комунални услуги, тоа е друго задолжување, и грејење, Државниот студентски центар должи 101 милион денари. Овде би сакал да споменам, бидејќи кои работи се предвидени со ребалансот, односно кои трошоци ќе бидат инкорпорирани во самиот ребаланс на буџет. Како расходи, односно средства финансии кои што се инектираат кон граѓаните на Република Македонија, би сакал ги споменам социјалните трансфери, тоест пензиите, социјалните надоместоци, паричен надомест во случај на невработеност и така натаму. Алоцирани се дополнителни средства од износ од 1,2 милиарди денари во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, со една единствена цел – исплатата на пензиите и транзицијските трошоци за вториот пензиски стол, како и дополнителни 200 милиона денари за навремена исплата на сите за гарантирани социјални права на населението. Што значи, поштовани колеги, и пензии ќе има, тука не треба да има никаков страф во однос на таа категорија на граѓани во Република Македонија. Поштовани колеги, алоцирани се дополнителни 600 милиони денари во Фондот за здравствено осигурување за зајакнување и подобрување на здравствените услуги на граѓаните. Дополнително, со овој ребаланс на буџет, новата реформска влада обезбеди вкупно 270 милиони денари за субвенционирање на минимална плата. Се со цел таа истата да изнесува 12.000 денари, што значи дека повеќе од 70.000 граѓани ќе имаат плата поголема од сегашнава, која што некаде изнесува и до 10.000 денари. Средствата за решавање на материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на предпријатија со доминантна државна собственост, популарно наречени стечајци, кои досега не беа опфатени од претходната влада, оваа влада инектира дополнителни средства се со цел нивните права да бидат загарантирани, и тоа се повеќе од 3000 лица кои ќе стекнат право на месечен паричен надомест од 7600 денари. Како месечен ефект, кој што ќе треба да има импликација во однос на буџетот, изнесува 23 милиони денари месечно. Средства за субвенционирање на Македонската радиотелевизија, тоа ние го ветивме, меѓутоа сакам тука со вас да споделам дека тоа е и барање на граѓаните, бидејќи не само 190 денари што тие нема да исплакаат, туку таа наплата на таксата за Македонската радиотелевизија направи многу големи проблеми. Знаете и самите, Министерството за земјоделие, односно новата реформска влада, донесе закон за изменување за земјоделие и рурален развој, вклучително и вие тоа го гласате, бидејќи многу земјоделци заради неплатените сметки од таксата за Македонска радиотелевизија не можеа да си ги земат законски дозволените субвенции. Ние тоа го исправивме и повеќе не сме да се случува во Република Македонија заради неплатена сметка да не добиваш средства кои што се законски доделени. Тука сакам да споделам и како граѓанин и како човек, сакам да зборувам и за Македонска телевизија, бидејќи во нејзината продукција сакам да видам, како што тоа порано го имаше во годините наназад, да продуцира една гушава звука, да продуцира во делот на политиката без насловно со повод, да се врати емисијата програма на градовите
и што најмногу ме загрижува, после подолг временски период, фудбалска репрезентација до 21 година од осамостувањето отиде на надпреварување светско првенство. Замислите, Македонска радиотелевизија не правеше пренос. Ракометната репрезентација до 21 година освои 6-то место на светското првенство, исто Македонска радиотелевизија не направи пренос. Туризмот, исто така, со овој ребаланс на буџет се поддржува, односно ќе се субвенционираат работниците кои што се со ниски приходи во износ од 60 милиони денари. На крајот, почитувани колеги, јас овој ребаланс го разбирам, што е можно повеќе пари да се лоцираат и да се алоцираат и да се процесуираат кон граѓаните на Република Македонија, се со цел нивните средства да бидат поголеми, да се зголеми потрошувачката на целото општество. Поголема потрошувачка значи поголема продажба на стоки и услуги, и сметам дека само на тој начин, и е единствен барем за мене, дека ќе се осети припадност кон државата и на државата кон граѓаните. Оваа држава мора да се грижи за сите граѓани во Република Македонија без разлика на нивната припадност, вера и нација. Така да, тоа е единствениот чекор за подобра Македонија. Ви благодарам.